изложување денеска и беше речено дека ќе бидат повикани за следното ручиште сведоците. Кои се сведоци и што очекувате сега од нивниот изказ? Согласно законот за кривичната постапка, со оглед дека имаме промена на кривичниот совет, со оглед дека имаме промена во застапникот на обвинението, кое што е специјалното јавно обвинителство, мора да се изведат уште еднаш доказите сите во целост, да се даде од почеток одбрана, со цел концентрација на сите докази. Побаравме кратко одлагање, кое што судот го одобри. Наредниот претрес е закажан за ден 18 октомври, кога ќе имаме концентрација на сите докази, да бидат сослушани сите досега сослушани сведоци и сметаме дека текот на постапката ќе се одвива многу побрзо и тоа што ние го бараме цело време, да оваа постапка конечно се оконча, затоа што се работи за настан пред 15 години, за одлежани повеќе од 40 години затвор од страна на невини луѓе, така да сметаме дека беше целисходно заради концентрација на сите докази и оваа постапка што побрзо биде окончана. Дали ќе ги повикате сведоците кои што ги слушнавме во прислушуваните разговори? Дали ќе барате оние кои што го правеа разговор поврзан со овој случај да бидат повикани пред судот? Значи, пред прислушуваните разговори да излезат во јавност, ние обезбедивме доволно докази кои што докажуваат, утврдуваат невиност на страна на сите овие осомничени. Според нас, значи, со докази имаме докажана невиност на сите овие, но зависи од понатамошниот тек на постапката, доколку цениме за целисходно, може да предлагаме и такви докази. Јас бев присутен при тој разговор, кога кој разговор го посочи еден член од семејството. Мислам, точно тоа што го изјави од семејството Бедри Едари, јас бев присутен кога го слушаме тоа, навистина во тој разговор. Протагонистите на истиот го изјавија тоа, дека наводно нема никакви докази по предметот и дека ќе мора да се најдат докази. Меѓутоа, тука и би искористил приликата да кажам дека не се точни наводите на истражниот судија, дека нам ни се прикажани како на бранители докази. Нам не ни е прикажан како одбрана ни еден, ниту вербален, ниту материјален доказ. Дури и вербалните докази, сведочењето на тие, значи тројца сведоци, практично бидејќи едниот беше во странство, ние како одбрана не бевме ни запознаени дека ќе бидат присутни. Ние како бранители требаше да учествуваме при нивните распит, дури и вербалните докази не ни се презентирани, камоли материјалните. Требаше уште во самата истрага, бидејќи се работеше нели по стар ЗКП тој предмет и се уште се работи по стариот закон за кривична постапка, требаше да не биде возможно од страна истражниот судија да извршиме увид на сите, посебно на материјалните докази. Тоа нешто не е сторено од самиот почеток. Тоа не е сторено ни понатака од страна на судскиот совет и во ни еден стадиум. И навистина сметам дека е ирелевантно дали има при специјалната јавна обвинителство со други докази, а има такви, сигурен сум, меѓутоа доволно е како околност тоа што не ни се возможи ни увид на ни еден доказ, ниту материјален и вербален, да се укине овие предмети и се врати на повторно одлучување. Каде ги слушавте бомбите, кој ви ги даде? Прислушкуваниот разговор за кој што спомнавте дека сте го слушнали? Јас не знам дали се тоа бомбите, меѓутоа беа разговори, тие разговори ми ги обезбеди, како што реков, да ги слушнам членот на семејството и ја потврдам дека се веродостојни разговори тоа што ги изјави членот на семејството. Од кај ги добила разговорите? Јас не го знам изворот, тоа ќе треба да го прашате сепак. Тоа што ги посочи.